продолжуваме и со нашите следни гости. Ивана Предмалку и најави за што ќе зборуваме, поточно колку е важно да се даде поддршката на жените или девојките во таа некоја адолесцентска возраст, кога сите ние, нели, или тие одбираат што понатака ќе прават во животот. Би сакала да споделам дека ќе зборуваме и ќе ги дадеме деталите за еден интересен проект кој што е започнат на почетокот од месец февруари, се нарекува Еднакви можности за девојчињата и младите жени во нашата земја. Целта е всушност да се дадат насоки и совети со цел да се остварат нивните животни и професионални цели и аспирации. Малку повеќе на оваа тема од мрежа Стела утрово ни доаѓаат Сара Милинковски и Фатос Груби и ќе упатиме вака честитки за овој проект затоа што веруваме дека е од големо значење и голема важност и за нашата земја, но генерално за девојките кои што се можеби и најзасегнати. Прво добре ни дојдовте. Утро. Сара, може да започнеме со некој интро, односно да дадеме некаков вовед за каков проект станува збор и она што мене ми изненади како податок е дека нели од самиот почеток на проектот, а тоа е месец февруари, до сега велите во соопштението 24 училишта се поминати, но сега веќе ми велиш и многу повеќе. До денешниот ден од над 500 девојчиња веќе има можност да видат за што станува збор, но да ги запознаеме и сите останати кои што нели до крајот на месец јуни можат да бидат дел од овој проект. Точно ми е значено дека ова е дел од еден поголем проект кој што веќе постои 2 години, каде што имавме кампања Биди чудо од девојка, која што се фокусираше на родова еднаквост и како начините на кои што може да ги поддржиме жените и девојките, ама и генерално сите да учествуваат во истото. И тоа го правевме преку различни настани, театарски представи, стрипови, дури кога зборувавме за жени велосипедистки тука на истото место. Меѓутоа, конечно, едниот аспект што е многу значаен и најголем во нашата работа, тоа е менторството, нешто и врз кое што Стела како мрежа почива, односно врз основа на тие вредности за солидарност и поддршка сме формирани како организација. Сега веќе ќе може тоа да го правиме и директно во училиштата. И нас е исклучително значено, бидејќи е многу важно во самите формални средини малку повеќе да се зборува за ова. Ние секогаш од надвор даваме можност за менторство, за поддршка и се останато, меѓутоа друго е кога во самите училишта во соработка со наставниците, сега начинот кој што тоа го правиме е преку групни менторства, каде што и Фатос многу повеќе на терен ќе ни каже како тие работи функционираат, меѓутоа она што и во самиот проект го имаме направено преку истражувањата за која е перцепцијата за родова еднаквост, колку е значено да има поддршка, колку е важно да има јасно дека не се понижниот пол, туку се девојки кои што нудат многу повеќе и кои што имаат што да кажат и да бидат гласни и затоа мора да бидат и охрабрани. И сега во фокусот на менторството, она што ние го правиме малку посеопфатно од само кариерно советување, даваме насоки за како академски да се развијат, како да препознаат кои се нивните вештини, меѓутоа една многу важна работа е како да ги надминат препреките кои што постојат ради патриархалниот систем, кој што им дава одредени улоги кои што тие не мора секогаш да ги прифатат. Кои се најчестите, Сара, препреки од патриархалниот свет со кои што се соочуваат девојките тука во Македонија? За жал е повеќе слојно. Некогаш доаѓа од општеството, некогаш од дома, некогаш од училиштето, меѓутоа многу често се обесхрабрувани да им се она типичното да им се каже каде им е местото, да не бидат гласни, да не бидат своји. И за жал знаеме тоа дека во нашето општество доведува и до доста случаи на родово базирано насилство, силеџество и така натаму. Меѓутоа обесхрабрувањето на тоа да ги постигнат сите работи кои што можат да ги направат е за жал најчестиот. Вториот можеби исто значаен аспект кој што и преку истражување се останато се увидува дека е голем проблем она што го спомнав и насилството. Мора да се разбере дека треба да креираме безбедна средина, а за таа безбедна средина да постои, мора сите да знаат дека учествуваат еднакво во општеството, да не се намалува нивната вредност и воедно да им се даде поттик, особено преку тоа што го правиме преку менторската мрежа, каде што им покажуваме што значи да се биде силна жена, успешна жена, да правиме и грешки некогаш и потоа да ги надминаме истите тие грешки и предизвици и на тој начин да се охрабрат дека имаат што да кажат и како може да
придонесат до општеството. Да, сето тоа се стекнува, се разбира со едно освестување на младите девојки и жени пред кои што е едината всушност и кои што можат да ги сменат сите оние предрасуди, како велиме и оние веќе познати изреки кои што ги слушаме и кои што за среќа се менуваат, можеби не толку бргу, но добро е што тоа се движи. Фатос, вие како маж кој што е дел од овие менторски обуки, спомена Сара, ќе кажете повеќе за групното менторство. Впечатоци тоа што значи групно менторство и од друга страна како сето тоа е прифатено од средношколките, со оглед на тоа што тоа е навистина една специфична возраст, која што има, да кажеме, различни можеби сваќања за многу работи, меѓу другото овие нови генерации имаат и некои нивни ставови по многу прашања. Добро е кога се има став, но добро е кога ќе се даде вистинската насока. Точно, да. Значи, нашата организација работи со девојките од 3-та и 4-та година, значи зборуваме со девојки кои што се наоѓаат во периодот од нивниот живот каде што ќе треба да земат некои важни одлуки и ние сме тука само за да ги насочиме и да им кажеме дека имат и различни можности што им се нудат од нашата организација. Тоа што јас го правам на терен заедно со мојата колешка Теодора Милеска е што ги посетуваме сите овие средни училишта. Ние сме поготово во Скопскиот регион засегнати, меѓутоа ги посетуваме и држуваме сесии за менторството и колку е важно тоа. Значи ги запознаваме со еден феномен кој што веќе и се запознаени, само што можеби не го препознаеле. Кога зборуваме за менторство, зборуваме за формалното менторство, за неформалното менторство, значи и за врсничкото менторство. Сите имаме искуство со менторство, само што можеби не го сваќаме. Не сме свесни. Да. Или не се тие свесни. И едно прашање што го поставуваме често во нашите презентации е зошто мислите дека менторството е важно и дали вие сте менторирали или сте биле менторирани, и полека почнува да сваќа дека стварно тоа бил дел од нивниот живот и кога не биле свесни и преку менторство граделе вештини за лидерство, за пренесување на нивното знаење и искуства, исто така владење на некако видна емпатија кон другата личност и градење на солидарност. Да, би сакала да ни пренесете и како изгледаат разговорите со девојчињата на таа возраст, во кои се училишта досега бевте и колку се навистина охрабрени јавно да зборуваат за некои вакви теми, затоа што, спомена Ивана, можеби бавно се движат работите, но сепак имаме некакви големи чекори за нашата земја. Имаме и председателка веќе на државата, што е голем момент, да речам, во поглед на таа рамноправност. Да, многу е важно, мислам, да разбираме дека тоа што и жените се дел нешто не значи дека веднаш се подобро, меѓутоа тоа е почетокот, тоа е првиот чекор за кој што на некој начин се формира како подобар простор за секој глас да биде чуен. Оно што е многу значено дека никога започнавме во 2018 со Стела Нетворк е дека почнавме најгерилски, најдругарски. Океј, ти си ми менторка, јас сум ти тебе менторка, ајде да видиме кој се може да пренесе вакво знаење, и фокусот не беше на индивидуалното менторство, каде што свативме дека океј, ќе тргнеме чекор по чекор и потоа ќе видиме како ќе го развиеме сето ова. И оно што го видовме од нашите искуства, јас како менторка и како некој кој што била менторирана, за да можам да студирам и сите тие работи, јас имав многу голема поддршка. Свативме дека сега е моментот кај што треба да го направиме на едно групно и системско ниво. Затоа овој исчекор за нас е исклучително значен, да воопшто можеме да седиме сега со вас и да разговараме оваа тема. Многу претходно сме сонувале за да стигнеме до овој момент. И оно што го научивме од индивидуалните менторства за да го пренесеме во групните е дека треба да има континуитет. Значи ние сега започнуваме со 1 до 2 менторства во средните училишта, меѓутоа потоа тие кои што ги менторираме за прв пат нас не се обраќаат за индивидуални менторства, да знаат дека имаат поддршка која што не е само еднократна, бидејќи ние сме од тие луѓе кои што и како организација што не се важни само проектите или се останато, туку што навистина е оддржливо,
бидејќи менторствата се бесплатни и се волонтерски од страна на нашите 250 менторки. Во нашата мрежа од 250 менторки има жени кои што се буквално од сите позадини, од меѓународно право, психологија до STEM, до сите можни интересни аспекти. И всушност тоа вмрежување и на нас како менторки, како дел од мрежата, ни прикажува колку е значајно пренесувањето на знаењето и на искуството. Меѓутоа сега успеавме тоа да го ставиме во некој механизам каде што го представуваме и во самите училишта. До крај на јуни идејата е да ги поминеме 108 гимназии во Македонија, и тоа го правиме со подршка со менторките и со други организации, но меѓутоа највеќе на терен се фата сите од Дора. До сега во кои училишта бевте, До Сара? сега тука ги оставам на главниот теренец. До сега сме биле во многу училишта, 26 ако не сгрешам, заедно со нашите соработнички и менторки на мрежа Стела. Во кои градови, не мислам сега нели сите училишта да ги наброиме, во Скопје, во Струга ги поминавме повеќето од училиштата, почнуваме и во Тетово и во Куманово, во другите градови. Но тоа што ни станува многу јасно е што девојките го доживуваат истото искуство, со тоа што им треба малце време за да се опуштат и да сваќат дека ова не е типична, не е типична презентација или нешто од таа природа, туку е нешто што нив стварно може да им биде од корист, затоа што организацијата и презентацијата е многу транспарентна. Значи не е нашата цел само да предаваме, туку и да добиваме инпут од нив, така да, значи ги поттикнуваме да ги споделат нивните мислења, затоа што нема грешка таму. Значи само ќе ни кажуваат кои се нивните потреби, за да знаеме ние после тоа како да пристапиме, какви работилници да организираме, што им е нив потребно. Тоа е важно да се потенцира дека ниту едно мислење не е погрешно, туку апсолутно треба да се изнесе размена на мислењата. Да, затоа што може да вроди само со позитивен резултат. Сара спомнавте 250 менторки, така? Кој може да биде ментор и како се станува ментор? Секој може да биде менторка и начинот на кој што се станува е преку пополнување на формулар, каде што не запознава менторката со незините вештини, со она што не за мотивира, кој не за ја менторирал можеби во животот. И особено на тој начин, потоа ние го правиме спојувањето на индивидуално ниво. Во таа датабаза ние имаме убава категоризација на нивните вештини, образование и така натаму, и потоа кога ќе ни пише некоја девојка ми треба менторство, да речеме да аплицирам на мастер или на докторски, ние спојуваме со некој кој што поминал низ истото искуство. На некој начин една од главните идеи е препреките што некоја жена ги поминала да не треба да ги поминуваат ините генерации. Поентата е да си олесниме и затоа ги повикувам и вас и сите останати кои што се заинтересирани. Повикот за менторки е секогаш отворен. Мрежата секогаш треба да расте и особено на тој начин и ние се подобруваме како мрежа. Ние не би биле денеска кај што сме да не беа менторките кои што не подржувале од креирање на прирачници за менторирање до креирање на ресурси за како подобро да се адресира родовата еднаквост во образование, на професионално место, има прирачник за самовработување, така да многу ни е значено кога и она знаење што ни е важно лично да го пренесеме на самите менторски сесии, наоѓаме начин да го креираме во ресурс кој што понатаму ќе биде корисен на сите луѓе, не само нели на луѓето со кои што ние соработуваме, бидејќи тоа е идејата да се пренесе таа солидарност надвори од конвенционалната смисла на менторство. Тоа е волонтерски. Да. Одлично. Да, ви благодариме многу. Се надевам дека ќе ве препознаат гледачите кои што ве гледаат во смисла на тоа ако дојдете во нивното средно училиште на секаде низ Македонија во следниот период, ако слушнете за мрежа Стела, треба да знаете всушност и за што станува збор, да ги препознаете овие ментори и да препознаете всушност целта и нивната идеја. Ви благодариме многу и остануваме понатаму да имаме убава соработка за сите вакви теми од есенцијално и општествено значење да ја информираме нашата јавност. Посакуваме убав ден и се разбира убав викенд.